Високи цени на пазарите и маркетите мал ќар за земјоделците. Статистиката објави дека влезните трошоци за земјоделско производство се зголемиле за 2,3% во август, во споредба со истиот месец лани, но крајната цена е повисока за над 12%. За една година најмногу поскапел компирот, скоро 80%, овошјето и грозјето над 30%. Од Националната земјоделска мрежа прстот го вперија во трговците, за кои велат дека ставаат енормни маржи. По овие цени сега што продаваме, дали на мало или големо, сме на граница на рентабилност, на граница на ликвидност. За жал, трговците одат со големи маржи кои се движат некаде од 100 па дури до 200% и крајната цена ја плаќаат потрошачите, конзументите, граѓаните, а исто и ние губиме од сето тоа. Откупните цени на пиперката се движат од 20, 25 па до 30 максимално денари, а вие сведоци сте како граѓани, како потрошувачи, дека на пазарите се движи негде 70 до 80 денари. Збориме за пиперката ајварка. Од самото тоа може да произнесе заклучок кој ќари во целата ситуација. Така да тука мора државата сериозно да се зафате во решавање на овој проблем, пошто ние како земјоделци нити имаме моќ, нити можеме нешто да реагираме во тај дел. Од некогаш земјоделска земја станавме увозно зависна. Само 20% од потребите се задоволуваат со домашно производство, додека остатокот е од увоз. За пониски цени бараат владата да интервенира со намалување на давачките при увоз на репроматеријали, односно семења, ѓубрива, пестициди и слично, но и да се смени сегашниот закон. Затоа што во овој момент законите ги штитат крупниот капитал, на штета на нас индивидуалните земјоделци. А второ, треба да имаме сигурни гарантирани цени, откупни и сигурен откуп. Тоа се двата услови. И уште еден, можеби најбитен услов е да се обезбедат услови во тие рурални заедници, урбани услови, да имат нормален живот, така да можеби нешто може да се направи во тој дел. Малата заработувачка за земјоделците, според Каракашев, е дополнителна причина што младите веќе не сакаат да се занимаваат со оваа гранка. Згора на тоа, во руралните средини нема ни основна инфраструктура, ни пристапни патишта, ни вода, ни канализација. Затоа бараат сериозен приот од надлежните и значителни инвестиции за да се задржи она малку производство што останало. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.